Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Со високи температури од протокалова фаза и во следните 3 дена, од утре до петок, ќе биде зафатена нашата држава и продолжуваат да важат препораките на Министерството за здравство од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Со оваа информација го започнуваме денешното издание на вестите, а во продолжение следуваат настаните на денот. Под контрола се сите пожари во Македонија. Реконструкција на улици во Бардовци. Се вжешти атмосферата во Скопје пред финалето на Суперкупот на УЕФА. Токсикологија со двојни екипи за дежурање за Суперкупот. Состојбата со пожарите во Македонија е под контрола. Гори само на неколку места нискостеблеста шума и сува трева. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију информираше дека во гасење на пожарите од утре ќе бидат вклучени и 2 авиони ер-трактори од Израел, кои се дојдени со персонал од 24 обучени луѓе. Состојбата со пожарите во Македонија е под контрола. Гори само на неколку места нискостеблеста шума и сува трева, информираше денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију. Гори во атарот на село Волче, кој се очекува да биде ликвидиран во текот на денот. Активен пожар има во селата Дрен и Смолани Прилепско, каде што се преземаат действија. Нов пожар од пред 1 час има кај Катланово во село Градманци, каде што гори нискостеблеста шума. Пожарот го гасат припадници на Македонски шуми и Дирекцијата за заштита и спасување, а се вклучени 2 авиона ер-трактори. Активен е уште еден пожар, кој избега кон границата со Косово кај село Грачани, а гори нискостеблеста шума и очекуваме до крајот на денот целосно да биде изгасена, истакна Шабан Салију. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување информираше дека во гасење на пожарите од утре ќе бидат вклучени и 2 авиони ер-трактори од Израел, кои се дојдени со персонал од 24 обучени луѓе. До сега покрај македонскиот хеликоптер, кој се уште е активен во гаснење, искористени биле и хеликоптери од Бугарија и Турција. Што се однесува до пожарот кој подолг период беше активен во голем дел од македонски брод и поречието, Салију нагласи дека станува збор за нискостеблеста шума, за која не било исплатливо да се вклучуваат авионите за гаснење. Не секој пожар е за одлука за активирање на механизмот за цивилна заштита. Сметаме дека имаше држави кои беа позагрозени и сметавме дека можеме да се справиме со пожарот. Без разлика што траеше пожарот во македонски брод, многу се абсолвира тоа прашање во јавноста, значи не беше од таква опасност дека може да изгора населението. Значи, механизмот за цивилна заштита не можеме да го ангажираме, активираме во превентива, да дојдат авионите и да стојат. Со авионите доаѓа персонал, персоналот треба да го обезбедиме, трошковите ги плаќаме ние, за нивното доаѓање и враќање и десувањето, горивото го плаќаме ние, престојот и многу други трошкови. Салију повика пожарите да не се мешаат во политиката и апелираше да се дозволи на Дирекцијата за заштита и спасување да си ја врши својата работа. Тој ги повика припадниците на политичките партии да се вклучат активно, физички во гаснење на пожарите, зашто ќе добијат и обука од лица од Дирекцијата. Во однос на прашањата кои ги добивал изминатите денови за употребата на авионите на Дирекцијата за заштита и спасување, Салију рече дека тие се оперативни, со 3 пилоти и дека во моментов действуваат во Катланово. Инаку Салију информираше дека авионите досега действувале 296 пати, изфрлиле 840 тони, а летале околу 130 часа. Во Македонија од 2017 година имало 567 пожари со изгорена површина од 1234 хектари. Се вжешти атмосферата во Скопје пред финалето на Суперкупот на УЕФА. Деталите за ова подоцна во вестите.
Се реконструираат улици во Бардовци. Станува збор за улици кои ќе овозможат пристап до станбени објекти во должина од 50 до 200 метри. Сите улици се со ширина од 3 метри. 19 улици со вкупна должина од 1800 метри ќе бидат асфалтирани и поплочени со бекатон плочки до крајот на градижната сезона. Станува збор за улиците 10, 12, 14, 16, 18 и 19, а изведувач на оваа инвестиција е фирмата Агроселце. Оваа инвестиција е со вкупна вредност од 8 милиони и 100.000 денари, информираше денеска градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Со ова практично на улиците 10, 12, 14, 16, 18 и 19 не останува ниту еден сокак непоплочен и со ова овозможуваме да и граѓаните на Бардовци ги имаат готово истите услови како што ги имаат граѓаните во Тафталиџе, Карпош 4 и во другите делови на општина Карпош. Градоначалникот Јакимовски прецизираше дека во изминатите 4 години се изградени над 50 фасади. Заменати се голем број на покриви и лифтови, изградени се детски паркови, плоштади, замената и поставена над 80 километарска фекална и атмосферска канализација. Целосно се реконструирани детските градинки и основни училишта, кои се наоѓаат на територијата на општина Карпош. Поголемиот успех кој го достигна индустриската зона Чојлија во Петровец, промовирана е нова зона на потегот помеѓу селата Таор и Ржаничино. Поголемиот интерес на домашни и странски фирми да инвестираат во отварање на нови работни простори. Општина Петровец ја промовираше новата индустријска зона на потегот помеѓу Ржаничино и Таор, каде се веќе реализирани соработки со две странски инвестиции од Франција и Данска и со две домашни компании. Според информациите од општината, изградбата на новите фабрики се очекува да започне за 2 до 3 месеци. Покрај веќе продадените 4 парцели, уште 2 парцели со површина од 15.000 метри квадратни се спремни за продажба. Проектот е направен, реализирани се 6 парцели, од кои 4 веќе се купени, 2 од странски компании, 2 од домашни компании. Од странски компании, значи имаме инвеститор од Франција и инвеститор од Данска. 4 парцели што ги откупија домашните и странските инвеститори, значи со површина се некаде околу 70.000 метри квадратни. Отварањето на новите фабрики во овој дел од Скопје ќе има економски бенефит најмногу за жителите на општините Петровец и Зелениково, односно ќе значи отварање на нови работни места. Скопје денеска е во фокусот на вниманието не само на европската, туку и на целокупната светска фудбалска јавност. Главниот град на Република Македонија ја има привилегијата да ги угости најславните и најбогатите светски фудбалски клубови Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед, кои ќе се борат за трофејот на УЕФА Суперкупот 2017. Голем број домашни и странски верни навивачи на двата клуба дојдоа на плоштад Македонија, каде во фан зоната имаа можност да се фотографираат со трите трофеи на УЕФА, трофеите на Суперкупот, Лигата на шампиони и Лига Европа. За жал, само дел од нив ќе имаат честа во живо да го следат надпреварот. 2 дена Скопје пулсира во ритмот на најголемото европско случување, финалето на Суперкупот на УЕФА. Најтрофејните европски фудбалски клубови Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед во Скопје донесоа околу 20.000 посетители за 2 дена. Централното подрачје на градот веќе неколку дена е брендирано во боите на Суперкупот, а фан-зоните и кафулињата во градот се преполни со гости. Музика и врева се мешаат на плоштадот Македонија, каде е сместена неутралната фан-зона, каде вчера и денеска стотици љубители на фудбалот чекаа во ред за да се фотографираат со трите трофеи на Суперкупот, на Лигата на шампионите и на Лигата на Европа, а кои претходно прошетаа низ повеќе градови во Македонија. Вамос Реал и Камон Манчестер се навивачките повици со кои фановите ги бодрат своите тимови. Сите предвидуваат победа за своите фаворити. Низ плоштадот Македонија сретнавме голем број навивачи од Шпанија, Велс, соседна Србија и Словенија. За кого навивате? За Реал Мадрид, за Манчестер. Кој е ваш омилен играч? Нико посебен. Роналдо.
Дојдовте специјално за надпреварот? Дали дојдовте специјално за надпреварот? Да, да. So you're here for the match tonight? Тука сте за надпреварот? Да. Од каде доаѓате? Од Мадрид, Шпанија. Значи ќе навивате за Реал Мадрид. Кои се вашите очекувања? 3:0 за Реал Мадрид. Како ви се допаѓа Скопје? Многу е убаво. За кого навивате? За Реал. Кои се вашите очекувања од вечерашниот надпревар? Се надевам дека ќе победиме. Дали сте тука за прв пат? Да, никогаш не сум бил во Македонија, ниту во Југославија. И како ви се допаѓа? Прекрасно е. Времето е убаво, луѓето се пријателски настроени. Убаво место. На сите го препорачувам. За кого навивате? Реал Мадрид. Манчестер. Тука сте за надпреварот? Да. What's your expectation? Што очекувате? Да победи Манчестер Юнайтед. И најмалите се радуваа на големото спортско случување. Навиваат за Реал Мадрид, а на сите умилен меѓу фудбалерите им е Кристијано Роналдо. За кого навивате? За Реал Мадрид. Јас за Реал Мадрид. За Реал Мадрид. Јас за Реал Мадрид. Јас за Реал Мадрид. Јас за Роналдо. А ти за кого навиваш? Јас за Реал Мадрид. За Манчестер? Да. Да, а имате играч? Ја Роналдо. Ја Роналдо. Ја Роналдо. Ја Роналдо. Ја Роналдо. Мега спектаклот вечерва ќе го следат 300 ТВ куќи од над 200 земји. Преносот од надпреварот кој започнува во 20 часот и 45 минути се очекува да го следат меѓу половина и 1 милијарда гледачи, со што ќе биде втор најгледан настан по летната Олимпијада во Рио. На надпреварот ќе му претходи свечена церемонија за која досега не се објавени детали. За билети за овој спектакл аплицираа околу 100.000 луѓе, а лотаријата одреди кои од нив ќе имаат можност да го следат Суперкупот во Скопје во националната арена Филип II, која минатата година беше преименувана во Телеком арена. Незиниот капацитет за 33.460 гледачи ќе биде исполнет до последното место. Од нив 7.680 места им припаднаа на македонски граѓани, речиси по толку и за навивачи од Шпанија и Англија. Во престрет на УЕФА Суперкупот, клиниката за токсикологија обезбеди двојни екипи за дежурање во наредните 48 часа, како и дополнителни екипи на повик. Во престрет на УЕФА Суперкупот, клиниката за токсикологија обезбеди двојни екипи за дежурање во наредните 48 часа, како и дополнителни екипи на повик. Со цел поуспешна евентуална здравствена помош на гостите, апелираме и потсетуваме за граѓаните на Скопје да ги користат услугите на ургентниот центар на градската општа болница 8 септември, како најблиска установа, каде може да ги добијат неопходните здравствени услуги, информираат од Министерството за здравство. Во рамки на службата за итната медицинска помош при Здравствен дом Скопје обезбедени се дополнителни екипи, а возила на итна медицинска помош ќе бидат присутни и на плоштад Македонија, каде ќе се одвива централниот пренос. Фудбалското игралиште на ССК Драчево доби нови трибини во должина од 30 метри, со 2 нивоа и 2 реда на седишта. Поставени се пристапни скали, санирана е дел од бетонската ограда и обновен е дел од гардеробите. Градижните активности за изградба на челични трибини на фудбалското игралиште ССК во Драчево се завршени, информираше денеска општина Киселавода. Трибината има должина од 30 метри со 2 нивоа и 2 реда на седишта. Поставени се пристапни скали, санирана е дел од бетонската ограда и обновен е дел од гардеробите. Градоначалникот на општина Киселавода денеска изврши увид во проектот за кој барање имаше и од фудбалскиот клуб ССК. Изграденото гледалиште, како што се навидува во соопштението, ќе овозможи покомфортно следење на спортските надпревари за сите спортски љубители. Делови од општините Киселавода и аеродром утре ќе имаат прекин во снабдувањето со електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи.
Корисниците од улицата Иван Хаджи Николов, лоцирани околу последната станица на автобуската линија 41 во општина Кисела Вода, утре од 8 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути, ке немаат електрична енергија. Во истиот период, струја ке немаат и корисниците од улицата 2 во село Долно Лисиче во општина Аеродром, соопшти регионалниот центар за управување со кризи, по известување добиено од ЕВА на Македонија. Без електрична енергија, утре од 8 часот и 30 минути до 15 часот, ке бидат и корисниците од булеварот Борис Трајковски, лоцирани кај првиот влез на фабриката Охис, како и објектите на ресторан Амор и Ман во општина Кисела Вода. Краткотроен дожд со грмежи, особено во јужните делови од земјава, се очекува денес попладне и утре во попладневните часови, најави УХМР. До петок ќе се задржи претежно сончево и многу топло време. Македонија ќе биде во портокалова фаза во однос на опасноста од високи температури. МТМ Метео беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна. Од мене, довидување.